Кашлица, течење на нос, солзење на очи, кожни екземи. Ова се најчестите симптоми на алергиските заболувања кај луѓето. Оваа модерна болест е се позастапена и кај децата, и кај возрастните. Да. И како е? Поленова алергија, па со медикаменти, со неискачање во природа и така. А се намалува ли со промената на временските услови? Па да, кога ивар не е помалку изразена, кај вака ведро или ветровито појак. Од алергија, колку што знам, не патам. Нормално има. Нормално има. Не. А што мислите промената на временските услови, како влијае на луѓето? Има ли големена бројка? Има тој и то многу. Лошо, да, лошо. Треба да се пазат. Особено реакциите се најизразени кога е сончево, но и ветровито. Лекувањето е лесно. Потребно е да се направат алерготестови, а потоа и да се дејствува, вели доктор Светлана Трифуновска. Тоа не е најактуелна патологија овој период. Би можела да апелирам на пациентите овој период, тие што имаат проблеми со алергија, да се консултираат со своите матични доктори, првенствено, особено кај децата апелирам, или тие што не се сигурни, значи долго кашлаат, а не ја знаат причината, мора да се испита дали има тука алергиска етиологија, таа кашлица. Тоа може само докторот да иницира, да влијае. Значи, исто така, овој период многу изразени се контактните алергиски реакции по кожата, екцеми, од типот на екцеми на лице, по тело, разни варијанти на контактните дерматити, што сепак треба доктор да препознае. Алергиските ринити од тип на течење на нос, чешање на нос, тој карактеристично чешање кај овие пациенти со дланката нагоре, значи, се препознаваат тие многу често пациентчиња. Исто така имаме и хроничните обструктивни бронхити, односно астмите се најтешката варијанта на овие алергиски манифестации. Ако еден пациент страда во одреден период од екцема, можеби треба да се очекува и некоја друга алергиска реакција. А во денешно време се помодерни се овие болести алергиски, па така треба да се размислува за нив. Значи, ипак да размислуваат родителите, посебно апелирам кај малите деца, новороденчињата до првата година, да се јават на лекар. Терапијата е многу позната. Значи, терапијата се оди зависно од клиничката слика, дали е кај контактните кожни манифестации, одиме со кај помалите дечиња со масти, со сиропи, со таблетарна терапија кај повозрастните, додека кај посериозните болести од типот на алергиски астми и обструктивни бронхити одиме со сигурната најпозната терапија, тоа се кортикоинхалаторните спреови. Исто така се комбинираат разните спреови за да се контролира болеста, односно да се намали нејзината манифестација, да се намалат честотите на појавувања, посебно во овој период кога цветаат цвечињата, липите, коров трева, коров полен, значи имаме многу алергени во самиот воздух. Со голем број липови дрва може да се каже дека Тетово е градот на липите, но лекарите препорачуваат терапијата да се почне пред нивното цветање. Најпрекрасниот град, има цели улици од Тетово што ви се со липи, но има пациенти што многу страдаат, што за жал не можат да уживаат во липите. Липите се многу голем алерген. Добро е што точно се знае кога цвета тој период, тие пациенти мора да бидат заштитени, дали ќе се оди со орална терапија, таблетки има специјални, се посовремени таблети има, така да нема никаков проблем за терапијата, само точно треба да се утврди дијагнозата. Златен стандард за дијагнозата ви се прик тестовите, значи многу едноставни тестови и најсигурни тестови, со нив се одредува точно на кој алерген е некој осетлив и на кој алерген се активира целиот имунолошки систем. Значи, имунолошкиот систем се активира на одреден алерген, го препознава како туч и цел организам се бори против него. Тоа е суштината, односно дефиницијата за манифестацијата на алергиите. Алергиите во денешно време представуваат голем проблем и за Светската здравствена организација, која се повеќе прави студии и подготвува статистики за што полесно справување со оваа модерна болест.